Дами и господа, добро дојдовте во уште едно издание на Бизнис муабети на Фактор МК. Јас сум Мишко Јонов. Овој пат, оваа недела говориме за осигурителниот бизнис кој што е исклучително атрактивен во последно време или во изминатите години, меѓутоа имам впечаток дека се уште не е доволно афирмативен или се уште македонските граѓани како да не се доволно информирани или да не знаат, информирани е погрешен збор, да не знаат што точно носи осигурувањето, дали за куќа, дали за живот и за многу други работи. На самиот старт, пред да го најавам нашиот гостин, поздрав за нашите пријатели од Форманова, за амбиентот кој што ни го прават ваков каков што е, посетете ја нивната веб страна formanova.com.mk и секако нивниот салон кој што е во Годел, комплексот Годел, тамо ќе ги видите сите оние производи кои што ги имаат на располагање, а имаат прилично баја и поприлично квалитетни. Наш гостин во овој издание на Бизнис муабети Ѓорѓе Војновиќ, прв човек на Триглав осигурување Македонија. Не грешно, така? Триглав осигурување Скопје, да. А говоревме, пред да почнат да се вклучат камерите, говоревме за кошарката. Ја некако долго време ми требаше од каде сега Војновиќ, на почетоците, нели, кога излезе информацијата дека си во Триглав осигурување, од каде човекот сега од кошарка отиде во осигурување? Па добро, прво благодарам многу за поканата на вашиот ценет подкаст, емисија. Благодарам. Да. Честитки за самосталноста, и тоа го направивме малку муабет. Ви посакувам многу успех. Супер ви е студиото, ме импресионираше. Фала. Од каде во осигурувањето? Да, доста долго луѓето ме препознаваат и како кошаркар. Нели, имав долга кариера во Македонија и репрезентативни настапи за двата наши најголеми клубови настапував долги години, но моите почетоци од бизнисот одат малце по далеку, да кажеме. 2004 прекинав со играње на кошарка. Бев 2 години генерален секретар, во едно време и председател, пошто немаше председател, во Кошаркарската федерација, потоа бев генерален директор на Ford Mida Motors, оттаму генерален директор на Hypo Alpe Adria Leasing, за во 2012 да преидам во осигурителниот бизнис и од тогаш сум директор во Триглав осигурување Скопје. Како дојде до тоа? Јас секогаш кажувам, има некој горе кој ги склопува коцките. И да кажам, при крајот на кариерата веќе знаев дека кошарката не е тоа што би сакал да го работам цел живот. Иако можев комотно да останам тренер, многу контакти надвор. Од 95-та сум секоја година во Америка, најмалце еднаш годишно. Бев европски представник на нивната асоциација на тренери во Европа. Значи, но едноставно бев презаситен од кошарката, во исто време се поклопи со сопругата по нејзин наговор да се запишеме на постдипломски студии, иначе ја оригиналниот факултет што кажувам ми е факултет за физичка култура, затоа што тоа беше единствено нешто што можев да го студирам заедно играјќи кошарка. Завршивме на Шефилд и некако дојде првиот повик од Mida Моторс, од сопственикот Маријан Миновски, кој ми даде шанса да заедно разменуваме некакви идеи, да поставиме некакви нови концепти, и тоа е она што секогаш ме влече во прифаќање на предизвици во бизнисот. Значи, Mida Motors беше комплетно нов предизвик за мене, со некои пракси кои што ги гледав и ги учев. Успеавме да направиме одлична приказка во тоа време за Македонија, посебно што во тие години удри и финансиската криза која се одрази на продажбата на автомобили, а ние штото го сменивме концептот да не зависиме толку од продажба, толку повеќе од after sales, и бевме први кои што потпишавме флитен договор со преку 500 возила со една компанија. Што значи тоа? Тоа значи дека Mida Motors ги пружаше сите комплетни услуги за возниот парк на една од најголемите компании тогаш, Македонски Телеком. Значи тоа беше буквално, ние викаме, пали вози за нив, а целата грижа за возилата беше наша, и тоа е она што во тие години навистина, кога нема продажба на автомобили, да го носи профитот и приходот на компанијата. Ова е 2007-2008, предпоставам. Да, ова е 2007-2008, веќе кај нас 2008 удри најако. И нели, на еден од тие состаноци кои што ги имавме, добив покана да го водам Hypo Alpe Adria Leasing тука во Македонија, токму заради тоа што
давав некои мои гледања како би требало да биде лизингот во Македонија, а веќе имајќи го искуството од другата страна како продавач на возила. Следствено на тоа, имајќи други идеи за осигурувањето, добив покана да го водам Триглав осигурување, доста комплексна работа и повторно ќе кажам, можеби тоа ми останало од спортот, предизвикот да го прифатам и да се борам, да се соочам со него. И нормално тоа што останало од спортот е да си ги почитувам играчите во тимот, кои што без нив нормално дека јас не би бил успешен, а пред се компанијата не би била успешна, затоа што прво лице на компанијата за одговорност е генералниот директор или главниот извршен директор, но никако не смееме да забораваме дека успехот е на вработените. Така да тоа е една од моите девизи, дека успехот е нивниот, одговорноста е само моја. И еве, веќе функционираме добри скоро 13 години уште малце. Така да тоа е некој пат кој што мене ме одвел или мојата патека во бизнис водите. Повторно ќе кажам, има тука доста предизвици, но ако си спремен да ги прифатиш предизвиците и ако имаш добри луѓе покрај себе, сметам дека тоа многу полесно може да се надмени и сигурно ќе се надмени. Триглав е словенечка компанија, така? Да, Триглав е словенечка компанија во доминантно државна собственост. Сакам да прашам, пред да влезам малку подлабоко во тоа осигурителното, јас некако нешто што не ми е одбивно, туку што ми е тешко и одбивам да се малтретирам, да го сватам, а знам дека не е многу, како да кажам, не е тешко за сваќање, меѓутоа имам впечаток дека граѓаните не го, барем во Македонија, малку се неупатени е погрешен збор, затоа ќе излезе дека вие доволно не информирате, туку дека се уште е табу тема осигурувањето. За да натераш некој да осигурува, ајде сега. Просечен Македонија се размислува, па нема мене да ме фати поплава. Да. Нема мене пожар да ми се деси. Како е пишано, така ќе биде сега. Да. Добро, тука многу можам да се сложам со твоето размислување, односно со твојата перцепција. Да, бизнисот на осигурување во Македонија е се уште недоволно развиен. Не кажувам дека е неразвиен, туку е недоволно развиен. Прва основна наша задача како компании, како општествено одговорни компании е да го едуцираме населението или да ги едуцираме клиентите за потребата на осигурување. Претпоставувам, помладите веќе стануваат посвесни. Да, доста Јас, например, сум свесен дека ова што сум го инвестирал, дека треба да го осигурам. Камери, микрофони и така натаму. Ке постарите, веројатно, тешко допирате. Па, види, нема... Знаеш како, многу е тешко да етикетираме стари и млади. Значи, тоа е пред се совест и свест. Сега, каде е нашата улога? Нашата улога е да прво производите ги прилагодиме кон пазарот, значи дали се работи за ценовна политика, пристапност на производи, покритија кои што реално им се потребни на луѓето, и второ е начинот на кој што осигурувањето го условно да кажам го продаваме. Значи осигурувањето е малце по мене комплексен производ, затоа што прво не би го кажал дека е производ. Во суштина вие кај осигурувањето ние, пак ќе кажам во наводници, продаваме ветување. Значи, вие плаќате одредена сума за осигурување, каде викаат луѓето дека тоа е трошок, а не е инвестиција. Вие плаќате одредена сума за осигурување на оваа опрема, на овие простори, на дејноста, има многу можности за осигурување и многу сигурности позади тоа. Но ако ништо не се случи, нели, тие пари се потрошени и сега доаѓа другата година и викаат, ама сега ја пак ли ќе плаќам, еве ништо не се случи. Значи, ни зашто не кажам дека е тоа производ, туку ние продаваме ветувања, дека доколку се случи, вие ќе бидете покриени, односно ќе бидете компензирани во однос на покритијата што сте ги одбрале или штетата што е настаната. Сега, извини, на темата сме. Да. Во одреден момент луѓето ќе кажат зашто да давам пари. И изгледа тоа како да не го разбираат осигурувањето. Но кога ќе се случи одредена несреќа, сите по дефолт, и кои знаат и кои не знаат за осигурување, прво што прашуваат дали е осигурана. Да. Така што знаат
дека нешто има поврзано ако се деси дека имаат пари. И кој ќе кажат не е осигурано, знаете, и веќе Да. Затоа кажав, таа перцепција полека се менува. Зошто? Затоа што едноставно веќе има многу настани, штетни настани, несреќи, кои што, еве, јас ќе ви кажам конкретно, вчера бев на состанок, ми се јавува пријател и ми вика, морам итно да те слушнам, и тогаш веќе знам дека има проблем, да, дека има штета. Многу ретко те бараат за да купат полиса, почесто те бараат кога има проблем, што е повторно во ред, затоа постојат осигурителните компании. И ми праќа слика, викам, окей, состанок, ќе те побарам, ми праќа слика од изгорено возило, нормално, викам, извинете, 5 минути ми треба, му се јавувам, викам, слушај, викни пожарна да направи увид, викни полиција да направи увид, штом ќе биде изготвен записникот, викни ги нашите луѓе таму да дојдат на терен, викам, штом ќе биде изготвен записникот, значи, викам, ќе ти исплатиме штетата, не си кире, ќе земеш друго возило. А они прават проценка врз основа на записниците. Да, врз основа на записниците, ама ова тотално изгорено возило, значи пепел, само контурите од електрична инсталација. И имаш од таму штама 2-3 секунди и сваќаш дека возилото е неосигурано. Не сега како да ти помеш, сега нема помош. Значи нема основа врз основа, нема основ за исплаќање на штета. Значи тоа е возило кое што се запалило од инсталација и едноставно не е покриено, не е осигурано за тие ризици. Он има автоодговорност. Многу често луѓето мислат дека ако осигурила колата, автоодговорност дека им следува за се. И тука е она што ние како компании треба да го едуцираме пазарот. Чекај, уште еднаш и мене ми е јасно. Да. Ја ходам кога регистрирам колата, не ја осигурувам. Да, ја осигуруваш за одговорност кон трети лица. Ако ти направиш судар со колата, ние ќе исплатиме кон третото лице. Аха. Разбираш? Ако ми се деси, не дај Боже, како на човекот? Тоа е друго осигурување и тоа е каско осигурување на возилото. Значи, ова осигурување не го фаќа, само каско. Значи, автоодговорноста е одговорност кон трети лица. Што значи? Дека ако некој направи судар, нашата и осигурен кај нас, нашата осигурителна компанија ќе исплати кон тој што е оштетен во сообраќајката, значи кон другиот корисник. Ме разбираш? Значи, тоа е она што ако го ударат вашиот корисник? Тогаш таа компанија која што нели го осигурила другиот и нели таму има записници, докази за вина и сите тие, тогаш таа компанија плаќа на тој што бил осигурен кај нас. И многу често луѓето, јас ќе кажам, одговорноста е тука поделена. Не можам да ги судам само луѓето, затоа што тука е пред се и совеста на продавачите да објаснат убаво, еве како што ние сега си објаснивме, да сватат кога продаваат, имаат одговорност за она што го продаваат. И тоа е наша основна работа, да и нашите продавачи точно, нели, викаат, ама во осигурувањето стално има нешто со ситни букви. Еве, земете полиса, нема ништо со ситни букви. Не, ние, значи има точно што е напишано и што веројатно сме изгорени многу и кога ќе дојде сега лицето да објаснува дека зашто е убаво да се осигуруваш едно друго, него тоа му изгледа премногу добро за тој да поверува дека во држава може да се случува тоа, знае. И сега ти му објаснуваш дека овие пари може да не се случи нешто, па ти стојат тие пари на страна, па не знам. Да, види, имаш период кој ги добива. Сега зависи за кој осигурување збориме, дали за живот, дали за дом, претпоставувам сите и цените се различни поднос на. Да, апсолутно цените се различни, но и погрешна е перцепцијата дека е тоа многу скапо. Значи, еве ај сега да го концептот на осигурување. Концептот на осигурување е солидарно здружување на средства. Значи од осигурувањето како дејност кога почнале, трговците кога собирале робата, кога требало да оди со брод преку океан, они здружено плаќале некоја сума за таа роба, ако се уништи да имаат некаква компензација. Истото е и сега. Значи ние како компании правиме еден фонд на пари кои што се уплаќаат по полиси и од тој фонд за пари, без разлика што Джоле платил 100 евра, Мишко платил 200 евра, се исплаќаат штетите. Значи тоа е еден солидарен, а не поединечен фонд. Паралела фонд за здравствено. Јас уплаќам поголема сума или помала сума, но на лечење кога одиме, фондот за здравствено исплаќа, не исплаќа според сумата што сме уплатиле, туку според солидарноста во средствата што собираат во тој фонд. И на тој начин функционира осигурувањето. Дали се работи за животното е персонализирано и тоа е твој личен фонд, но останатото е заеднички фонд. Така да прашам.
Ова што е осигурување за сега се на тренд добива се осигуруваат за во овие приватни болници. Тоа оди преку вас или не? Да, тоа оди преку нас. Тоа е здравствено осигурување во кое што тоа е сега моментално производ со најголем раст на пазарот. Тоа фрапиран сум колку е, знаеш, да, ние го воведовме први на пазарот. Значи пак ќе се вратам на оние, да кажам, мои некои филозофии и сваќања за развој на бизнисот. Го почнавме во 2014-15, кога апсолутно никој не ни размислуваше да го прашање на време беше кога ќе се случи. Да, беше прашање на време. Сега ние тоа го почнавме како индивидуално семејно осигурување. Каде доаѓа најголемиот раст? Со развојот на компаниите во Македонија, со влегување на странски инвестиции, со развојот посебно во IT секторот, каде што флуктуацијата на вработени беше многу голема, затоа што побарувачката за таа работна сила беше голема, тоа денеска можам комотно да кажам дека е исклучително корпоративен продукт кој што влегува во пакетите на employers benefits. Значи, на оние кои што employees benefits на вработените кои ги добиваат како бенефити од страна на компанијата. И исто така тогаш први на пазарот го понудивме како корпоративен продукт, доста компании го препозна и денеска можам да кажам дека над 90% од продажбата на здравственото, доброволното здравствено осигурување во Македонија оди како employee benefit програми од страна на компаниите. Така да имаме од колку до колку оди да плаќаш. Што на пример влегува? Земаме голема компанија. Да. Јас знам неколку големи компании кои што имаат сега да не споменувам некои од приватните болници, и таа компанија им плаќа. Компанијата плаќа кон осигурителната компанија. Апсолутно, да. И сега голем дел од луѓево ги користат тие бенефити што вие ги споменувате, што тие одат и бидејќи во држава треба да чека ред, овде прави компјутер, едно друго, дури одат веќе се испитуваат, буквално се испитуваат. Зашто да кога све ми е платено, кога плаќа фирмава? Значи вака до која сума се плаќа? Знам, тука се отвараат дилеми. Дали ако се оперира, не знам, до одредена сума, не знам, баш ги гледав од прилика, тоа не можам да го пофатам како функционира, пошто сите различно кажуваат. Не, можеш да се прегледаш буквално се, ама ако ти операцијата, не знам, над 20.000 евра, карикирам сега, тоа не ти влегува, ќе ти покрие. Тоа треба да додадеш тоа или има разни пакети. Тоа е како пакети за мобилни. Секој производ, секоја услуга има своја цена, така? И така и во осигурувањето. Сега, здравственото осигурување, повторно тука малку морам да дадам една корекција, не е сега мене ми текни ќе одам на лекар. Така прават? Зошто? Повторно ќе кажам, затоа што не е добро објаснет производот. За да има исплата, мора да има штетен настан. Чекај, не можам да се прегледам. Тоа е веќе превентива. Сакам да идам да се прегледам, свебе да се прегледам да видам. Може, но тогаш цената, пошто тоа се пресметува како сигурен штетен настан, е автоматски вградена во се додава на вообичајната цена. Значи објаснуваме сепак што сакаш пред да дојдеш, објаснуваш. Затоа кажувам, значи треба убаво да се објасни. Има компании кои што викаат јас сакам да ми биде вклучен систематскиот преглед кој што е годишно. Океј, тогаш тој сигурно ќе настане и за тој се издвојува посебна цена. Останатиот дел законски мора да го. Да. Некој законски е нели она не знам колку кошта, 500 денари, толку чини, законски ќе поминат, ќе им стават печатини. Некои компании вика не, ние сакаме по добро, веќе горе доле сите сакаат подетално. Подетално и ние викаме окей, кажете со која организација имате соработка, со која приватна здравствена и така ја формираме цената каде што знаеме дека тоа сигурно ќе се случи. Затоа што компанијата ќе им каже еднаш годишно морате да идете систематски. Дајте ми го за да им објасниме на луѓето. Па ќе говорам и за осигурување на штети од тие земјоделските се интересни, не знам дали се под вас. Најголеми у Македонија сме. Здравственото осигурување, ова приватно. Колку е наевтиното, што вклучува, колку е наескапото? Повторно ќе кажам, се зависи. Ние имаме продукт кој што чини, мислам дека околу 130 евра месечно, годишно. Што добива во тие 130 евра? И во тој продукт добива
покритие за тешки болести и операции за тешки болести. И тоа е најевтиниот продукт. Имаме поскапи продукти. Чекај сега. Да објаснам. Ајде. Јас плаќам 130 евра годишно. да. Така? Да. И од тие 130 евра, ако не да годишно што ги давам јас, ако не да Боже мене нешто ми се деси, вие колку мене ми покривате во... Ние не ти покриваме тебе, ние покриваме 5000 евра операција во здравствена одредена установа. приватна здравствена установа. До 5000 евра, така? За тој производ. Во друг производ имаме покритија каде што следуваат 10.000 евра. Најскапиот колку е? Ова е најефтиниот, 130. 130 евра? Најскапиот е 2.000 евра до 1.000.000 евра покритие. Значи 2000 евра си плаќаш 2-2,5 зависи од возраста, пол, нели. Аха. И повторно ќе кажам, во листата што ќе ти стои? Сакам да имам операција, толку е цената. Сакам да имам операции до 1.000.000 евра, толку е цената. Сакам да имам забар, тоа е цената. Значи ти си правиш што сакаш. Значи, Сакам да да. имам све, не питам, не прашувам за цена кошта и 3.000 евра. 3.000 Сакаш евра. да имаш операција за цел Тоа свет. е само за 3.000 евра или за цела За еден, фамилија? за А еден. имате и За- посебни имаме пакети и- фамилиарни. Да, имаме и фамилиарни. Сега повторно ќе кажам, тоа не е на джоле му текнало, па ќе кажеме, значи позади има сериозни математички операции на база на историски податоци, кои што кај нас еден од најбитните луѓе се тие што ги прават пресметките и форкастите, тоа се актуарите, на кои што за мене е професија која што е темелена во секој бизнис. Значи, тоа се луѓе кои што ги земаат историските податоци, ги земаат полисите кои што сега ги исклучуваме и врз база на нивните анализи и формули излегува цената, односно колку би требало да чини за покритие. Тука се става полов, значи се става пол, се става возраст, се ставаат претходни состојби, ако се големи полиси се побаруваат документации, значи врз основа на тоа се формира цената. Не е цената најлесно е да истресеме од ракав, ама најскапа ќе биде во иднина за сервисирање на штети. Ја ви нафрлам прашања кои што вака кога ќе разговарам со обични луѓе и кажуваат. На пример некој ќе ви каже дека со таа тежина, со тие терапии кои што ги примаш, секој не прима денес капче за притисок, за не знам, шекер, нема да ти дадат осигурување. Да. Не, ќе ти дадат, но ќе има некакви ограничувања. Мишко, најбитно е дефиниција на осигурувањето е за непредвидени, непланирани, несакани настани. Аха. Еве, јас сум човек кој што има хроничен проблем и примам терапија за тироидната жлезда. Добро. Значи јас можам да го направам Еве, прегледот. ја примам и за шекер и за не инсулин, туку терапија за шекер и за притисок и сега, за тоа е веќе состојба која што ја и имаш. за тахикардија и за све. Значи Тоа е- ја тешко дека ќе ми Не, дадат. може, значи се може. Значи се може, но се прави проценка на ризикот. Значи никој ако кажеме, Мишко важи нема проблем, тогаш имаме најголем проблем. Да. Не ќе Разбираш? ви рече годините, ќе ти рече ќе лажета прво. Значи Си има практично- точно определени Аха. параметри кои што како влијаат. Јас, еве, исто сум, нели ќе кажат, продавачите често вика не се кере, еве, као што е перцепцијата. Имаш здравствено Не го кажуваат така. Барем ја тие што ги знам продавачи, не перцепцијата. го Значи, кажуваат така. перцепцијата. Научени се веќе и Да, тие. она што, Да. па затоа што се соочуваат после со негативни коментари. Негативните коментари мора да некој да ги објасни. Да, има и такви кои што не се секире дојде кај мене, јас ќе ти продадам едно друго. Тоа е, Има. значи повторно кажам, И кој стигна продава осигурување? дел е и кај компаниите вината за тоа. Значи, не можам јас да не бидам само критичен, дека не е така. Така е. И тоа мораме ние да го искорениме, зошто за да ти како осигуреник имаш доверби да кажеш, па бе, ја морам да имам осигурување, а не да кажеш, бе, што ми треба, па таму ситни букви, па. Еве, затоа кажам личен пример. Джоле, мислиш дека довербата е заради некаква недоверба во осигурителните компании или заради условно кажано немаштијата кај луѓето или го смета тоа како дополнителен трошок затоа што знаеш порано кога ќе одиш на одмор и кога ќе ти кажат од туристичката агенција треба и осигурување ман сега и на тоа уште 10 евра. За 10 дена прават проблем. Не е ни 10 евра. Не е ни 10 евра, сега не е ни 10 евра, 200 денари е. Довербата Мислам дека не е толку довербата колку што и неинформираноста и некако луѓето кај нас се научени да тоа е комбинација од се, Мишко. Прво, ајде да не звучи филозофски, довербата е се во живот. Јас се извинувам ако што ви го спушти вака нивото, ама треба да Јас допре сум многу радосен до што вака луѓево. дискутираме Да. и особено го ценам кога го ценам твојот труд што сакаш да им го приближиме осигурувањето на луѓето. Па, меѓу другото, јас сакам да си го Да, приближам. најлесно е сега ние да земеме пазарот има 100 милиони, има 50 милиони, Не, мислам тоа, тоа не да. не е
како да кажам, тоа се гледа на берза, се гледа било Така каде. да, Ова е нешто што не се гледа и што многу поретко се користи. Довербата е основа за се во животот. За бизнис, за релации, за врски, за се. И ние прво тоа е нешто што мораме да го имаме со клиентите, со нашите вработени, со луѓето кои што сме обкружени. Второ е она што го кажа, дали е скапо? Не е скапо. Дали е трошок? Не е трошок. Тоа е инвестиција. Да, можеби во првиот момент еве, не знам, ова кошта опремава 20.000 евра и ти за тие 20.000 евра, не знам, ќе кажеме плаќаш сума од 200 евра. Ако го гледаме како 200 евра, е трошок. Ако го гледаме како осигурување на 20.000 евра, што не знам, не дај Боже ќе протече нешто овде, па ќе ти уништи опремата, тогаш е инвестиција во сигурна иднина. И само така можеме да го доближиме до ова. Ќе ти кажам еден пример. Во Скопје 2016 имаше посилен земјотрес. Така? Да. Претходно имаше, една недела претходно имаше катастрофални поплави со 20 и мислам 22 жртви дека беа. Верувај ми дека во тие 7-10 дена телефоните кај било која осигурителна компанија не престанаа да звонат. За да се осигураат. Еј, брзо осигурање, Значи, дај ми наскоро понуда, ќе ни дај ми... дојде јајцето на... Да. И дај ми понуда, брзо. И ние му даваме понуда, поминува 5 дена, пројде, нема валјда па да не задеси. Значи, тоа е перцепцијата на менталитетот на луѓето. А како е Словенија? Ќе се вратиме пак на Македонија. Како е во Словенија, бидејќи тргов е Словенија? Како таму размислува о просечен словенец? Културата на осигурување е вткаена во секојдневното живење. И јас неколку пати иницирам и сега повторно поднесувам иницијатива за финансиска едукација. Финансиската едукација мора да почне од најрана возраст. Значи, децата во основно училиште треба да знаат, да научат што се финансии, што се пари, што е осигурување, што е штедење, што е потрошувачка. Во Титово време? Во Титово време? Мислам дека учевме во сега тоа е 80-те години сега. Ние имавме предмет домаќинство, нели? Имавме домаќинство предмет, и таму беше се. Имавме после, не знам, како се викаше, техничко образование и сите. Имаше ОТП, имаше и домаќинство, се сеќавам на... Сега во моментов, иницииравме повторно, ќе имаме на 12 ќе имаме со млади. Значи мораме да им го доближиме што значи тоа. Во Словенија е тоа вткаено во образовниот систем. Во западните земји е тоа вткаено исто како што е вткаено грижата за човекова околина. Значи они од најмала возраст учат и рециклираат. Реале колку сме далеку. Значи они учат да рециклираат. Јас имам пример од пријател од Словенија, нели одиш да фрлиш ѓубри, он ти викам дете од 7 години, вика не смееш така. Овде мораш тоа, овде мораш тоа и он ми го распоредува. Дете од 7 години, викам како кажа, у школа учат. Не разбираш? И тоа мора да биде вткаено за да знаат дека тоа е нешто. Сега ако ги споредуваме Македонија и Словенија, во Македонија просечна премија по глава на жител, а исто број на жители имаме. Па затоа е земја Словенија. И не се работи за стандард толку. Е од прилика 120 до 150 евра, сега да ги видиме последните податоци, но во Словенија е 2000 евра. Зошто? Затоа што таму секој има животно осигурување со компонента на штедење. Не можеш во колективно домување да не ти осигуран станот. Исто тоа го дадовме предлог до регулаторна комисија за домување, која што постои добри 20 години. Сигурно на клоци ги си. Бега од тука мавни ми се, тука кај ти дам за... Зошто? Затоа што едно е ти кога живееш во куќа и тоа е тоја собствена одговорност, на 100 метри нема куќа. Ако се запали твојата изгора. Во колективно домување. Ама и одговорноста веќе и кај тие што имаат куќе веќе станува. Да. Сега. Одговорноста во колективно домување. Во една зграда, јас можам да кажам за мојата зграда кај што живеев, 112 стана. Ти имаш одговорност кон 112 стана и не смее да биде неосигуран. Значи не е само пожар, да ти протече, да ти било што. Што и да е. Разбираш, значи и тие ставки луѓето не ги гледаат, сега скапо е. Просечна цена на осигурување на стан од 50 квадрати е 2.500 до 3.000 денари годишно. Вака да му објасниме на луѓето дека не е трошок, туку дека е инвестиција. Да. Затоа што тој кога ќе ги даде тие пари,
после одреден период претпоставам ќе може пак да ги користи без разлика дали се случило или не се случило. Не Не? може да ги користи затоа Добро. што полисата трае 12 месеци. Добро. Он може на следната полиса, бидејќи немал штета, да Добро. добие одреден попуст. И тоа е Аха. Тоа е добро, така. Пак има нешто. Значи така? има сега Аха. како да кажеме, осигурување, овде да дојдеме да осигуруваме и ќе кажеме да опремата е толку и толку пари и сега ќе кажеме окей, има алармен систем за ризикот на кражба. Проценка правите вие. Да, проценка така? правиме ние и ќе кажеме да кај Мишково студио има алармен систем, опремата се чува на посебно место кој ќе заврши работното време и сето тоа влијае да се спушти цената на осигурување. Зошто? Затоа што ризиците се намалени. Намалени. Ме разбираш? Ако овде е отворена вратата, Така нормално дека ризикот е поголем и дека ние ќе пресметаме повисока цена. Аха. И секогаш е тој баланс кој што ја одредува цената на осигурувањето. Ти го спомна преска земјоделието, ако сакаш може би да Ќе збориме за да. тоа само ова. Да. Што значи ова за премија по глава на жител, како го рече Па, во еве, сега Македонија 130 евра, во Словенија 2000 евра. значи пер капита Што значи тоа премија? Дека толку инвестираат луѓето, односно толку издвојуваат луѓето за осигурување годишно по глава на жител. значи во Словенија 2000 евра, во Да. Македонија 120 евра. Процентуално колку словенците осигуруваат како граѓани, имаме ли таков процент, колку проценти од македонските граѓани? Ја за Словенија не осигуруваат? можам да ти кажам, Во но Македонија? за Македонија од прилика можеби сега сме стигнати дека 10% од вкупниот имот во Македонија е осигуран. Само 10%. Да. Тоа е малку, така или? Тоа е ништо. Еве, јас 10%. значи и тоа најчесто се нели она што мора по закон да се осигура и она што е под хипотека во банка, пошто банката Боже. мора да и даеш полиса која што е во нејзина корист за Па ние сме купува некој стан, така купува стан и банката вика мора да имаш полиса која што во случај на неможност, нели изгоре станот, банката ќе си го наплати тоа како хипотека. Значи тоа е Да. она што најчесто се осигурува во Значи да не е тоа од банките ќе биде уште помало. Предпоставувам дека ќе биде уште помало, зашто? Не знаев Затоа што дека ние до ако тук. ги затоа кажувам Мишко, а се е тоа перцепција не ми треба, скапо е и сега што кај е парадоксот во Па Македонија? тоа викам се, или не можам да пофатам каде е проблемот. Дали едуцирањето е едно, дали не умееме дали не умее да се продаде приказна, дека не е трошок, дека е инвестиција, не можам да Да, еве, да- сега најпластично ќе ти објаснам. Значи, ќе дојде човек и има стан од 100 квадрати. Така? Во исто време го осигурува возилото од 100.000 евра и ние му викаме тоа ти е и XY полиса. Ме разбираш? Добро. И му викаме, а станот осигуран ти е? Не бе, ај колава ти осигуриме. Ме разбираш, значи перцепцијата на луѓето е ако колата кошта 1000 евра, значи станот би требало да кошта 2000 евра. Напротив, ризиците, пошто ова е недвижен имот, се многу помали и е помала цената на осигурување, ова е возило кое што 20 часа во денот е на улица и ризиците се поголеми, затоа Да. е поскапо. За Разбира- куќа е отприлика мислам дека 50 евра нешто. Па Значи, доста зависи све како ќе зависи, оди, да. нели, која ќе ја дефинираме Мгм. како градежна цена. Сега, на пример, имаш банки каде што градежната цена стои од пред 10 години кога прв пат почнал со кредитот. Разбираш, градежната цена од пред 10 години и сега не е иста. Не пазарната, градежната. Значи пред 10 години може би била 500 евра по квадрат градежна, тука вклучува нели бетони, инсталации, не знам што све, статики, ово, оно. Ма денеска поради инфлацијата знаеме дека веќе не е таа цена. А цените се уште исти и се уште им е скапо. И нема свесност што во секунда од животот може да се изгуби заради тоа што не е осигуран. Може би нема да биде надополнета 100% на штетата, но голем дел од штетата ќе биде надополнета од осигурувањето. И тука е таа, пак ќе кажам, основна задача која што треба сите чинители во финансискиот сектор, значи вклучувајќи ги осигурителните компании и регулаторите, и министерствата, и банките, и на крајот клиентите да го сватат дека тоа е потреба. Тоа е малтене, како да кажам, како совесен граѓанин да го имаш задолжително. Затоа што се среќаваме секој ден, еве, ти беше во телевизија, секој ден има вести изгоре куќата од тој и тој и сега се бара помош. Да.
Ако е осигурена, нема потреба од помош. Си има осигурителна компанија која што од кој ќе го направи увидот, ќе треба да исплати одредена сума на пари врз основа на она што е напишано во полисата, односно врз она што е осигурано. Па затоа и велам кога ќе се случи, ние тогаш прво прашуваме осигурана ли? Да, Тогаш стануваме тогаш свесни. стануваме како е. свесни. Затоа кажам, до тогаш не сме свесни што во секунда од животот може да се случи и што може да се изгуби. И материјално и нематеријално. Нематеријалното е ќе се исплати, но не надокнадиво. Значи кога некој ќе почне шо и да исплатиш, не можеш да го вратиш човекот. Но Животно осигурување од колку до колку оди? Во кој смисол? За човек, на пример, така? Па зависи сега. Да, едно време до кај одеа правеа претпоставувам западноевропските земји го правеа тоа маркетиншки. Зима естрадни звезди, една го осигурува задникот, друга осигурува гради. Па не знам дали го правеа свесно тоа или го правеа за да потикнат, знаете, и маркетиншки осигурителните компании дури го користеа тој момент. Да, ја осигура, карикирам таа и таа пејачка, го осигура задникот на толку и толку пари. Зошто? Така? Зошто? Не знам. Затоа што сега вулгарно звучи задникот или телото или гласот или што и глас да е. осигурува, да, еве, за да не бидам Е извор од кој што заработува заработуваш. пари. Така, и она си го осигурува, ја осигурува дејноста, како да кажам, он кој да е. Ама Разбираш? тоа е еден вид маркетинг кој што Па, кој луѓето ете го и запримети, маркетинг, гласот го осигурува. Да. И е маркетинг, но од друга страна е производ. Еве, ние први во Македонија го направивме осигурувањето на спортистите и клубовите. Значи, Од повреди? да. И зошто? Затоа што играчот, еве јас сум бил кошаркар, така? Добро. Јас се повредив за репрезентација и во она време тоа беше непознато, нели? Јас се повредив за репрезентација, бидејќи повредата беше доста тешка, 7-8 месеци. Јас се повредив за репрезентација, клубот ми кажа: Плати си сам. "Извини, ти не играш, не ти даваме пари." Така? Зошто? Абе ти се повреди со репрезентација. Разбираш, мене професионалната дејност ми била спорт. Тоа е исто како да работник се повреди во фабрика и ти да му кажеш сега не ти давам плата, додека не почнеш да работиш. Не, таму е осигуран и добива плата од осигурување од... Да, ама таа борба и денес трае. Сега. На Нено Димитриевиќ се повреди и сега сега од Милано Арман има да збеснат сега дали ќе го пуштат пак за репрезентација. Тоа е сега покриено. Ќе ти кажам, значи јас кога дојдов во федерација, тогаш веќе од страна на ФИБА се осигуруваа договорите. Да, но него нема тама толку осигурувањето колку што да не се повреди, затоа што ќе го изгуби Тој како ризик секогаш постои. Да. Сега, на пример, тука се сеќаваме на многу успешна спортска приказна Вардар Ракомет. Да. Така, ние првата година кога влеговме во тие релации за осигурување, затоа што имаше нели и пропратни бизнеси, ние понудивме осигурување на играчите на ракометниот клуб Вардар. Не можеа да сватат во тој момент што тоа значи. Тоа значи дека играчот кој ќе се повреди, осигурителната компанија, тоа беше реосигурано во AIG, која што е светски реномирана во тој дел, значи беше на дресот на Манчестер Юнайтед, осигурителната компанија ја исплаќа платата кон играчот кој што се повредил. Клубот со истите пари, пошто не го исплаќа играчот, може да земе друг играч. Ме разбираш? Значи, тоа е тоа осигурување која што дава заштита и на играчот и на клубот. И нормално се проценува таму на Џоле Војновиќ му е договорот, лупам, XY, од XY процент, А за секој играч е посебно? за секој играч е посебно. Сега, добро, тие што седат на клубот почесто, помали се шансите. Ние го гледаме сумата на договор, тој може да влезе една секунда и да се повреди. Ме разбираш? Аха, да. Значи ние ја гледаме сумата на договор што е осигурувано. Секојаш ја гледаме сумата на осигурување. Првата година им се повредија 3 играчи, втората година без да прашаат извадија осигурување. Им се повредуваа играчи, играчите си остануваа верни на Вардар, затоа што добиваа пари од осигурување. Клубот можеше да ги замени со други играчи, да го држи континуитетот. Тоа клубови кои што имаат кои што се со европски амбиции. Во фудбалот претпоставувам не е така.
Во фудбалот постојат више задолжителни осигурувања. Значи, он кога настапува за репрезентација, осигурувањето мора да Тие го плати. тамо, овие што се прва лига, тие тамо Повторно све е до свеста и совеста на собствениците. на собствениците. А во светот како е? Да не кажам Па еве и задолжително. тамо и тоа беше маркетинг. Не знам Меси, Роналдо, не знам кој ги осигурува, нозите ги осигурува. Тоа е нивниот алат, Да. реално. Еве, имаме, повторно ќе се вратиме на Тоа е на како ја што си кошарката. го осигурувам микрофонот. Да. Тоа е за мене, тоа е Буквално мојот така. алат. Да, буквално е така. Значи, ние го викавме Перо да дојде од НБА или да игра, ние мораше да платиме одредена сума на осигурување на неговиот договор. Ме разбираш? Значи, Што? Па затоа што НБА ти вика, ние не сме систем од ФИБА над преварување, од Светскава организација за кошарка, и ако сакате да го пуштиме Перо да игра за вас, вие треба да го осигурате делот од договорот кој што нели му останува. И ние викаме, окей, колку тоа чини, тоа ти чини толку и толку, си го Па плаќаме. 2 милиона колку му беше договорот. Тоа е сумата на осигурување. А премијата е многу помала. Разбираш? И од затоа што повторно ќе кажам, таа компанија собира премија од сите играчи. И нормално дека тука се прават калкулации кој е процентот на играчи што ќе се повредат, колку трае, и сите тие математики ја даваат на крај на цената. Многу е комплексно. А ова вака така интересен бизнис. Колку пари се вратат во осигурителниот бизнис во Македонија? Не говорам за профит, за пари кои што ќе се вратат. На 10% не очекувам некоја. Па вака сега ќе ти кажам, од прилика годинава во неживотното осигурување мислам дека ќе завршиме околу 150-170 милиони евра, што е За сите говориме, така на ниво на Македонија, не само за Трикол, за сите. 150 милиони евра. Пари што лани се беше, свртеме. да, лани беше толку од прилика, сега годинава нешто расте поише од околу 12-11% расте, така да од прилика, нели, само за неживотно осигурување ако збориме, мислам дека ќе биде некаде околу, А во под неживотно што спаѓа све? ќе завршиме на 180 милиони евра. Аха. Прилика. Во неживотно спаѓаат сите класи на осигурување, не знам, од прва класа што е незгода, втора здравствено, трета Аха. каско, четврта, тоа и тоа. Па тоа не е нешто многу Нели, пари? има. 180 милиони евра. Или е? Што знам, колку е во Словенија? Ние како групација имаме преку 1,5 милиарда, така да. Што збори? Но- Само Триглав има милиарда. Само Триглав, да. Значи, А тука сите 120, тоа зборам за пари кои што се вртат. еве, нели, за осигурување. еве, и во најоптимистичко да кажеме дека 24-та ќе завршиме со 200 милиони. Не знам дали ќе. Добро. Но тоа е повторно многу малку, и сега ако ти кажам дека од тие пари нешто над 50% отпаѓаат на задолжителното автомобилско осигурување, Аха. автоодговорност, значи 100 милиони. многу малку. Најубавата варијанта под и дури под 100 милиони. И колку останува профит? Ако 100 Многу милиони малку. вртите сите? Многу малку. Многу малку. Не, под 5% останува? Зависи од компанија до компанија. компанија. Сега, да. Зависи, нели, кој какви ризици превзема, зависи кој каква наплата има. Што е тајната на успехот во осигурителниот бизнис? Како можеш да стигнеш да бидеш успешен во оваа приказна, едно да ги натераш, да зголемиш? Прво е она што го кажав, довербата е основа за све. Што сакаш да изградиш. Органскиот раст е исто така клучен, затоа што ние не смееме да продаваме колку да продадеме и со тоа да ги намалиме ризиците кај клиентите. Ме разбираш? Значи не смееме да продадеме и да кажеме не се кири и да се молиме сега дај Боже ништо не се деси за да имаме профити. Мора да има правилна проценка на ризикот, фер проценка на ризикот и најбитно од се е фер комуникација со клиентот. Кога една осигурителна компанија се нервира? Кога ќе има поплава, пожар или? Се Во- се обидувам Да, да... во принцип еве вака ќе ти кажам, тоа е составен дел од бизнисот. И постоиме за да ги сервисираме штетите. И како можам да зборам за нашата компанија. Ние имавме осигуреник од помало место од Македонија, каде што видовме дека нема штети. Значи не се пријавуваа штети за здравствено осигурување. А се плаќа? Да, платено, работодавачот плата за сите вработени од помало место. Буквално Чон до толку не знае дека... И буквално отидовме да ги прашаме, значи принципот ни е дека колку и да има вработени, а имаме клиенти со по 3000 вработени, ние инсистираме да нашите луѓе направат обука на што добиваат вработените. Затоа што ако како работодавач ја го купам осигурањето, а он не знае што има да користи, џабе го купил. Да, може би супер за Што осигурително. трпи штета, ама не ни пријава, не ни... Да, сега, отидовме уште еднаш да објасниме за да сватиме дека
не знам, далеку ми е Скопје, па срам ми е да не ми даде работодавач од боледување да не ми одбие, значи луѓето размислуваат се на некако грубо да кажам оно погрешен начин. Тоа македонско. Така. Да, и ние викаме, слушај, значи за да го однесат бенефитот, мора да ја пријават штетата. Да, супер е ние да имаме профитабилност, но некој после 5 години ќе каже, чекај, што ми плаќаш таму, кога у суштина Ништо не добива. не добивам. Разбираш, а не добиваш затоа што можеби на моментот не треба. И кај се проби како корпоративен продукт, ако тоа чини, не знам, 200-250 евра на годишно ниво, ако ти му ги дадеш на работникот, тоа му е 20 евра месечно. На некого му значи, на некого воопшто може да не му значи. Но потенцијалот кој што можеш да го искористиш за не де Боже е 20.000 евра. И ние така го комуницираме. Компанијата вас не ви дава 200 евра. Ви дава потенцијал за не де Боже од 20.000 евра. И така веќе почнува да се менува перцепцијата. И сега вика, аха, може прашање на тие состаноци кои што ги имаме. Пак ќе кажам, 3.000 луѓе да ги истераш од една фабрика да ги помине сите обуки и тогаш е најубаво, имам прашање што. А може за жената и за децата? Викаме, да, нормално дека може, затоа што жената и децата се членови на твојата фирма. Кога детето е болно, Пак, имаш проблем и со работата, така? Да. И се повеќе и повеќе таа перцепција, барем за здравственото осигурување, се промени. Македонска работа. Ние само на тоа. Па, на види, тоа идеме. за се е потребно време, посебно за нешто што не постоело претходно на пазарот. И тоа го препознаа компаниите од приватниот сектор, го препознаа и осигурителни компании. Мислам дека сега не постои компанија која што не продава здравствено осигурување. Да. А ова животното осигурување, на пример, индивидуално, како доаѓам, јас сакам да си го осигурам. Како се прави тоа? Од колку Тоа до има, колку е? вака сега најпластично има само ризик кој што е Смрт? ако нешто ти се случи, не има ризик, тешки болести, има смрт, има инвалидитет, има таблици според возраст и пол. И не сум веќе во животното осигурување, за да сега може и ќе сгрешам, но имаше и, например, на Запад тоа е унифицирано за да нема никаква дискриминација, не знам, може и кај нас е веќе применето, дали бе машко или женско, нема никаква улога. И имаш продукт кој што со штедна компонента, што значи јас, како Џоле Војновиќ, издвојувам одредена годишна сума која што ми покрива одреден ризик во случај на смрт или несреќен случај, обично Инвестирам. Да. За да не сватат. Но имам штедна компонента, што значи дека јас, мојот фонд, кој што го креирам сам и е личен, осигурителната компанија за животни осигурување има начини како да го оплодува тој фонд и кога после 20 години или 25, најчесто се прави тоа со денот на пензионирање, тој фонд ми се доделува на мене со остварената добивка која што е направена во тие 20. Пак ги давате парите. Тоа е друго. Денот. Тоа е, затоа викам, животното и неживотното осигурување се комплетно различни продукти. Ако во животното го купиш без штедна компонента, исто така си плаќаш секоја година и тоа е тоа. А кај куќите зависи од која година е изградено, например, каква е, што е, доаѓате, правите проценка. Да, се прави проценка. И сега сигурно нема да оштети, да осигураш некоја шупа во наводници, карикирам. Ако осигураш шупа, ќе добиеш пари за шупа. Ако осигураш куќа, за све ти што сакаш осигури, ние ќе дојдеме, ќе ти кажеме толку. Ќе ти кажеме и повторно ги гледаме сите параметри, значи дали е, не знам, сега некој сака да осигура, тие се дополнителни ризици. И вика, улицата сакам од атмосферски води. Ако ние дојдеме и видиме дека таа улица нема канализација, нормално дека цената е повисока, пошто ризикот за поплава од страна на, од оваа страна од кај улицава е повисок. И тоа го осигурувате. Тоа се све ризици кои што се вклучуваат во една полиса и од тоа зависи и цената на осигурување. Не гази времето, ние можеме многу да зборуваме, но добро, мене ми е интересно многу сум ти благодарен што отвори оваа тема затоа што е навистина значајна за општеството. Не, има уште една што е поинтересна, е значајна, земјоделството. Земјоделието? Да. Дали тамо земјоделците се информирани? Обично секогаш има некој кој што карикирам главош и е погрешен збор, кои што точно знаат што зборат, меѓутоа еве како е вработениот луѓе не знаат на пример што може да осигура. Ако му се деси поплава, на пример, како да се осигура. Мислам дека и тамо има, така? Да, имаме. Значи и ќе кажам сега, Триглав е еден од најголемите кои што го работи земјоделското осигурување.
повторно се сведувам, ми имаме изваредна екипа на стручњаци. Има ли интерес кај земјоделците? Или тешко оди обидувањето? Вака сега, најголем скок има поради тоа што 60% од премијата за осигурување субвенционираше државата. Значи, Добро, но тие стануваат веќе свесни затоа што ќе им се деси поплава или претерано сонце или премногу дожд порано или не се уште свесни. Види вака, секогаш постојат две страни во приказката, ако сакаме да бидеме објективни, а мораме да бидеме објективни. Они се информирани, земјоделието онакво какво што ние, се им е скапо, нели? Вклучувајќи ги и тие 40% што треба да ги доплатат, и тоа најчесто функционира, окей, владата ќе дае 60%, останува 40%, ако се случи штета, нели, тогаш се компензира и се исплати остатокот на штетата. Јас многу години се трудам да тој концепт се промени. И која е логиката позади тоа? Едно е премијата што ќе ја плати државата. И тоа, како да кажам, значи многу за земјоделецот. Но она што заради климатските промени, пред се, тој дел ќе биде се поскап и поскап. Зошто? Затоа што, како што кажа, формирањето на цената зависи од историјата на штети. Тие се почести и почести заради климатските промени. Така е. И никогаш државата секоја година ќе издвојува се повеќе и повеќе пари заради тие 60% што ги субвенционира. Од друга страна, заради климатските промени и дека има само осигурување, а насадите се уште незаштитени, затоа што нели имам осигурање, што ми е гајле, ако отепа град, ќе платат осигурање, плюс тоа што нема да ни го признае осигурање или не ни спаја, ќе излеземе, ќе го блокираме платот и државата од популизам ќе пушти пари, така? Реално е така. И ние, кои идеме на терен да осигуруваме земјоделие, он вика, што ми е гајле и да удри, ќе го блокирам патов, ќе мора да ми дадат пари. Нели? Тука ние се обидуваме да ја промениме таа перцепција. Се менува? Она што го иницирам јас кај државата е да државата наместо премија за осигурување субвенционира превентива. Што значи тоа? Ако минативе години најголемите штети биле од град, ниедна полиса на осигурување не може да го надополни родот кој што е изгубен во таа година. Ме разбираш? Ако поставиме мрежа, еве да кажеме за лозовите насади или за праските во Росоман, Кавадаречко, ако имаме мрежа која штити од град, цената на осигурување поради намален ризик на град ќе биде многу помала. Државата треба да им овозможи субвенции за превентива, односно заштита на кој ќе го заштити родот. Пошто нивто им инвестиција се, он за да ја покрие праската или грозјето за град. Така е. Сега, кој ќе ја покрие град, таа нема да биде оштетена и покрај градот ќе биде прва класа. И ќе се продаде. И ќе значи приход за земјоделецот и приход за државата. Ние со субвенцијата само од премијата на осигурување без превентива, звучи грубо, фрламе пари. Ни се уништува родот, немаме извоз и они се покриени колку толку. Ме разбираш, значи? Да. Не знам, дадовме предлог во Преспа нели за јаболки. Да. И најголем ризик покрај град е пролетниот мраз. Зошто? Затоа што во април почнуваат да цветаат овошките, дали се праски, дали се јаболки, што и да се. Ако удри пролетен мраз, ние немаме предмет на осигурување. Зошто? Затоа што нема род и нема што да осигуруваме. И ние викаме, окей, дајте државата да субвенционира систем капка по капка, кој што со еден сензор, значи се е отидено од дигитализација. Со еден сензор ќе детектира, ќе испушти млаз вода, како што прскаат овие прскалкиве што не ладат по кафичи. И летно време да, и тоа нема да замрзне, и ќе имаме помала цена за осигурување, и ќе имаме род, што е најбитно. Значи ќе роди тоа дрво. Тоа е најбитно, да. И тој ќе го извезе, кај да го извезе, ќе има приход за него, ќе има приход за државата. И ние се трудиме и кај државата да тој модел го примени. Тој модел веќе не е ни скап. Ако ние пресметаме колку е сумата на субвенциите, сигурен сум дека, посебно за овие што се најранливи индивидуални земјоделци,
кои што секоја година маката ја мачат со откуп, со цена, со квалитет, нели? Да ги заштитиме, а цената на осигурувањето секако ќе биде пониска. Зошто? Затоа што исто е како дали имаш аларм на колата или немаш. Ако имаш е поевтино, ако немаш е поскапо. Така Мислам, како да ти кажам, малце пластично го зборам, но за да се разбере, ако го зборам по дефиниции, повторно ќе каже сега ме мафташ нешто, Джоле. Ја така прашувам, да. И тоа е она што, повторно би апелирал да државата го размисли и да биде формиран можеби земјоделски осигурителен пул, преку кој што ќе идат тие работи. А верувај ми, значи, штетите во земјоделие ќе бидат се поголеми и поголеми и војните ќе се водат за храна, нема да се водат за... Тоа е очигледно. А како е за било што паралелата со свет, како е и да заокружувам? Па, ова што го кажав, се светски примери. Не му текнало на Джоле сега дека е најпаметно. Ама таму функционира. Функционира, да. Значи, свесен и земјоделецот и државата и види, ние за климатски промени збориме веќе 20-30 години назад говориме и треба да стануваме полека сигурно свесни, односно државата. Ти не можеш да го натераш земјоделецот за сега да размислува тоа и за него инвестиција на сета мака да ја заштити праската, грузито, пиперот, патлиџаните, затоа што на крајот она ти убаво го даде и пример, знаеш, кој ќе снема ништо и потоа улицата е другиот момент. По мене, да, мислам, не сакам да бидам воопшто погрешно разберан, тоа е и стратегиско размислување на државата. Разбираш, значи, ние како држава, нели, порано викаше и сега викаат, вие имате најубаво шиот зеленчук, да, имаме најубаво, ама го имаме се помалку и помалку. Значи, ние имаме примери каде што, сега, пример, во со една фабрика која што е комплетно извозно ориентирана, значи 100% продава преработувана зеленчук во Америка, Дубај и сите тие. Они едноставно викаат, ние немаме доволно репроматеријал, условно пиперки, патлиџани од Македонија. Да. Разбираш? Кога го немаш доволно во Македонија, цената расте и таа цена за да го плати земјоделецот во Македонија е нерентабилна затоа што ми дадоа пример дека поквалитетна пиперка, ајварка што ја викаат, од Турција со 65% давачки 30% поевтина. Отколку македонската. Разбираш? Тука треба државата стратешки да размисли како да го мотивира и како да го заштити домашното производство. Субвенциите се само еден чекор од 100 чекори до производство. Ме разбираш? Сватив. А стратешки ние сме земја која што нели земја на сонцето, земја на земјоделието, земја на квалитетен, а не успеваме да го искористиме тоа. Знаеш, од тука сите патишта да, но многу битни. Мислам дека тоа мора да се развие и дека тоа некој кој да го размислува треба да го размислува на држави како држави осигурувате ли ве? Да осигурате држави за да не се одат луѓе едно. Тоа треба да се размислува како гледаш буџетот каков е, што е, како е, па дај да осигураме да си плати државата. Да. Ние можеме да даваме предлози, дали ќе не идеме на отворена врата и дали ќе не слушнат или останува на тој што ја води државата. Джоле, ја и на Джоле веќе предо. Апсолутно, и така, ако ме кажеш Џорџе, како да не сме се запознале никогаш, така да... Се расчисти малку и нелојалната конкуренција во смисла, продаваш осигурување буквално кој како ќе стигне, ги доведуваш луѓето во заблуда, некој ќе се залета, ќе дадаа пари и тука е таа недоверба која што е нарушена, па сега како компании мора малку по да се крене нивото. Добро, додуша сега и легислативата и се е смената така што не можеш многу да маневрираш и точно ги знае човекот, не тие со како велиш ти со ситни букви нели шо. Баш осигурителните компании стана оние кои што продаваат пакети, сака здравствено, па и таму имаш нели како купуваш мобилен, една ти е цена за тој телефон, друга ти е цена за овој телефон, па ако сакаш плюс ова, плюс тоа. Тоа е еден бизнис кој што треба да биде интересен и не интересен, туку треба на некој начин да се придвижува во Македонија, бидејќи поразителни се бројките во однос на Словенија која што гледам, но како е во Србија, меѓутоа има многу за учење на македонскиот народ да свати. Да ги свати придобивките. Не е само народот, Мишко, веруваме дека... Па дури и за мене, дека не треба да го сватиш дека ова е трошок, тука дека е инвестиција. Значи таа мантра кој ќе се смени... Ние
како да кажам сега, и други компании, не само ние, на пример, но први бевме што покрај нели Македонската банка за поддршка и развој, сега мислам дека развојна банка се вика, први го понудивме осигурувањето, финансиското осигурување на побарување. Како на побарување? Еве сега ќе ти дадам пример. Значи имаме компанија извозник која Добро. извозува толку и толку милиони во странство. И ние им викаме осигурајте ги побарувањата. Во случај да клиентот од странство не ти плати, ти добиваш во прв момент после 6 месеци, нели? Од кој ќе видиме дека е неможност, добиваш 90% од исплатата, од сумата, а другите 10% ги добиваш од која ние ќе ги наплатиме од тие клиенти, затоа што нашите служби, тогаш меѓународни, влегуваат во наплата на побарувањето. Добро. И тоа Сега и тоа е свесни компании, извозно ориентирани, го разбираат. Другите викаат, ја имам банкарска гаранција. Банкарската гаранција не значи ништо доколку таа отиде во стечај. Зашто таму некој во некоја си земја прво ќе се наплати, Да. затоа што ги знае. Втора работа е за развој на бизнисот, затоа што клиентот може би има потенцијал од 5 милиони евра. Добро. А има покритие само за 2 милиони да му дадеш роба. Ме разбираш? И сега ние викаме, окей, овие 2 милиона ти се покриени, ете да кажеш, но овие 3 осигурај ги, дај му да работи и ти произведи и продај му роба, а имаш осигурување кое што ти покрива евентуалните загуби. Па добро, ова горе-доле функционира кај автомобилите, ако не се лажам, бидејќи знам еден пријател кој што имаше не страшен судар, ама пак со оштета на автомобилите. Тој од Грција, овој од Македонија, тој овде во Македонија и од таму си платија тие тоа е грците. по автоодговорност, по зелена карта. Башка што се обидуваше така. тој да манипулира, бидејќи бев сведок, човекот кој што ја направи штетата. На крајот заврши без дозвола, тој гркот и со забрани, со све, уште повеќе казни. Чоле, завршувам со тоа што човекот кој што прв отиде на кампот на Џордан. Never ending story. Да. Па добро сега. Видите, тоа беа времења кога ние одевме работнички. Сега ти си работнички или мзата? Ај сега кажи, што знам дека заврши во мзата. Да, јас сум 8 години во работнички, професионално и 8 години во А што си повеќе? Не можеш да бидеш звезда или партизан. Дали си работнички или си мзата? Не те терам. Не да ме тераш. Јас со работнички имав лоша епизода при моето заминување од работнички. Јас буквално после толку години во работнички. Најубавите години не ги дадовте, уживавме ние со Џоле, Дејан Јовановски, сега да не ги редам кои сите бевте таму. Но се случи таа повреда што се случи. Работнички престана да смета на мене, тогашниот тренер. Океј, тоа е тоа. Идеме. Џоле бил на кампот, вика кај Џордан, тоа сите гледавме NBA, сите гледавме тоа беше, NBA. значи пак ќе кажам, нели, некој горе така ги реди коцките, значи јас таа година требаше да потпишам многу висок договор во Турција, се повредив, сите тие работи, значи бев на ајде да кажам, на мапата на агенти, кои што ми ја пружија таа можност да одам кај Џордан на камп. Таму четворка играше, така, број 4? Да, број 4, да, број 4. Се случи тоа што случи, бев кај Џордан на кампот, таму и трениравме, работевме како тренери и сите тие работи, значи од 95-та сум нонстоп во А со Џордан се запозна? Да. А уште имаш комуникација? Не, тоа беше само за кампот. И прв македонец беше? Да. Тогаш бев единствен од Европа на тој камп. И се учи ли? Се учи, како не се учи. Да. Човек се учи дуре жив. И од добро и од лошо. Џоле дојде со патика, Џордан као Џордан, знаеш што? Да, добро, тоа мислам убави времења, убави години, се вратив од кампот на Џордан, имав нов договор. Така, пак ќе кажам, несреќна повреда. Кој ќе слушнеш Војновиќ, и какви така Војновиќ, Дејан Јовановски, бракета Боцевски, не знам. Беа многу убави времења. И од друга страна Перо Влажевски, Симиќ, Књазев, така беа. Па после се смени, они дојде работнички и УМЗ. Така, добро, види, спортот Ти фали кошарка? Па да, кошарка гледам и ден денес. Не, пошто ти можеше да, како велиш, јас заради кошарката завршив факултет за физичка култура, ама магистрирав на Шефилд, економија. Помагам онаму каде што ќе биде побарана помош и каде што сметам дека нема да имаме, ќе имаме заеднички интерес во развојот на спортот.
Значи, ако гледам дека се само од лукративни причини, лични причини, тогаш немам намера да се... Мрднати сме малку напред, после она четврто место. Па, за жал, резултатски не сме мрднати, но знаеш како, мораме да бидеме самокритични дека не е тоа дали државата ни дава или не ни дава, него колку ќе ги засукаме рукавите да работиме. Ти беше на првото европско? Јас се повредив точно за првото. Тогаш се повредив. Тогаш се повредив. Пеца Наумовски, Да, тогаш се Врба. повредив. Јас Пеце беше повреден, јас бев капитен на репрезентација со Италија и се повредив токму пред тој меч, паузирав година дена и после тоа нели. Сега на европското бевте или не? Јас не бев. Не беше така. Затоа што се повредив, да. Значи беа Врба, беше Пеце, беа Боцевски, беа сега се обидува. Имаше Дејан Јовановски, Перо Блажевски, Дејан имаше Јовановски, многу да. многу. Тоа е она што ги игравме со Израел со Израел кога се повреди и Пеце, така да. Се повреди и Пеце. И тоа кои беше други беа Југославија, мислам, со Да, беа сите тогаш беше, Беа. да. И ете, пак ќе кажам. Значи направивме нешто па паднавме. Пак направивме нешто па пак паѓаме. Ја не можам да ја пофатам таму. се базира Мишко, како што кажав, на поставување на систем. Значи ние до, ајде да кажем, оваа генерација што беше последното европско со голем успех, беше базиран на еден систем на работа и вредности кои што ги наследивме горе-доле од... А тоа се генерално Југославија. деца кои што Да. учеа, односно генерација после вас дојдоа. Така. И сега јас, на пример, ме бараа неколку клубови, дури бев во МЗТ кога го внесовме МЗТ во Јадранска лига. И тоа Која година беше МЗТ? јас бев од 2011, 12, 13. Ама не како играч, така? Не, како тренер. играч, таму бев. А како играч кога волонтерски директор на клубот, бесплатен. Како играч беше или? Во МЗТ? Да. 8 години. Таму ја заврши кариерата. Да, таму ја заврши Која кариерата. година тоа? 2004, 17 декември. Добро, не ги фати ти Да. тие со Реал Мадрид, тие со 97. Јас бев во работнички. Во работнички знам дека беше Јас бев во 97. работнички и еве сега ќе кажеме повторно што е перцепција. Значи да, Реал Мадрид е голем успех, но се е и приказна малце во животот. Ние претходната вечер ја победивме Скаволини, најаката екипа во тој момент во Европа. Ама ние идевме на една друга телевизија без таква помпа како што беше на оваа страна и нормално дека перцепцијата е различна, нормално дека и двата успеси се големи, но овој е некако позабележителен затоа што околу него се створи комплетно поубава и поголема слика. Страшен бизнис стана кошарката и оние несогласувања помеѓу ФИБА, Евролига. Јас имав можности со Дудо Ивковиќ да разговарам, бидејќи он беше вклучен лесна му земја во тие преговори и тоа е неверојатно што се прави. Се игра Евролига, па сабота недела игра репрезентации, па ако не дојде, тешкото за разбирање, ама веќе е тоа огромен бизнис. Во кој што федерациите се помалку и помалку имаат контрола, зашто? Затоа што исто како, ајде да кажеме, во фудбалот се е под капа на УЕФА и на ФИФА и тие се правилата. Да, иако и таму постојат обиди за формирање на Суперлига, ама се држи уште под контрола. Да, се држи и нормално и парите во фудбалот се да не ги Па дискутираме. добро, не се за подценување ни во кошарката. Но во кошарката Евролига е приват од надпреварување. И сега он ти Кој даде пари, тој ќе игра. Не, и само тоа него вика пене шуми гајле за вашата репрезентација. Тоа е, затоа го спомнав примерот со Нено Димитриевиќ, 43 коша со Литванија се повредува на ваквото и сега тој од Милано вели чекај се. Ме разбираш, значи више е толку отидено во бизнис, тоа на вистинското спортско се губи. А од друга страна, пак ќе се вратам на системот. Ние почнавме децата во Македонија да ги гледаме како месечна чланарина. Нели од 10, 15, 20 евра, колку и да е, не е битно. А родителите, некои од родителите како трговци за да побрзо да стигнат до заработка. И сега заработка. тука се мешаат различни интереси. Во наше време се знаеш, идеш прво се запишуваш во работнички, кој остане 20 души селекција, другите одат во МЗТ, па третите одат во Вардар, па и се дисперзира квалитетот. Сега, значи, еве ќе кажам, 2012 ние дојдовме во МЗТ не се плаќаше. И рековме ќе ги собереме сите деца и од нив ќе бираме таленти. И тоа функционираше 3-4 години. Во моментот кој ќе се дисперзира квалитетот и ја имам пријател што има сала и тука ќе отворам школа за кошарка без компетенции и го гледам детето само како приход, тогаш више се нарушува системот. Завршува системот. Прикаскава и системот, да. Ме разбираш, значи. Да. Сега ние имаме моментов. А за жал така функционира. Да. За жал така функционира. И за жал
функционира во клубови кои што имаат историја. И имате и болно амбициозни родители кои што по секоја цена мислат дека детево дека нешто тренерот па добро е што имаат и доли во ликот и делото на Никола Јокич, на Дончич, знаете, ама Сите сме мислам имале. дека е пострашно фрустрацијата на родителот да го бутне детево, да го даде, да го продаде, дека ќе земе многу пари. Мислам дека ние сме малку, но тоа социјалниот момент го Да, прави види, тоа. спортот е многу екзактен. Значи, спортот не можеш да ги сокриеш слабостите. Или барем не можеш... Зашто? Пошто твоето одење на кампот кај Мајкл Џордан не значеше дека ти ќе бидеш после Тони Кукоч дека ќе играш. Вие денес кога ќе пратите дете на камп, тоа по дефолт родителот тука инвестира, тоа мора да игра утре во Барселона, па толку. Значи, Мишко... сите сметат во пари веќе. Да, татко ми, Бог да го прости, нема гледано ни едну такмицу живо и ме нема ни еднаш однесен на тренинг. Разбираш? Некогаш тоа ме фрустрирало. Разбираш? Значи, сега врне историја и ти... И он вика, бе, твој избор, ако сакаш, не оди. Ама од друга страна ме направило борец, дека ако сакам да успеам, ќе одам и пешки, и по дожд, тогаш немаше ни такси, ни автобуси, ме разбираш? Значи, Добро, и сега нема такси. Да, сега нема ни автобуси, да. Но сакам да кажам, другачие сме биле воспитувани. Ама што е израснати. родител, па ќе даде со джип, па ќе го извади син му, па тој со Роналдо, па... Океј, Не знам, мислам, па, ме разбираш, многу го бива но го. имало, да кажем, имало и некои Нема такви врска, работи, системот мораме да го но, воспоставиме. Знаеш како, теренот е како масава. Значи, 15 на 30 метри и 40 минути. И во тие 40 минути ти мораш да го покажеш квалитетот за да бидеш. Инаку, кој ќе свртиш семафорот, кој ќе удри сирената, кој ќе засвири, Да. го гледаш одма резултатот. Да. Не доаѓа резултатот, сега, чекај, утакмицава ќе ја прекинеме. Не. Точно се знае што си направил, како си направил. И се гледа. Си имавме муавет, ние имаме уште муавет. Ти благодарам многу што беше Ти дел од благодарам овој и на тебе, бизнес благодарам муавет. на муаветот и благодарам на убавите прашања. Се Да. надевам дека колку толку го доближивме Да, осигурувањето ќе и говориме спортот. уште. Да, кон ќе дака да јас говориме сум- уште, мораме да Да. ги отвараме тие Да. теми. На крајот од денот, како велиш, не е трошок, туку е инвестиција. Мислам дека пред да биде доцна, значи подобро да се инвестира навреме отколку пред да биде доцна. Да. Благодарам уште. Благодарам, Мишко, благодарам. Беше ова Беше Ѓорѓе. задоволство. Да, Ѓорѓе Војновиќ, првиот човек на Триглав осигурување овде во Македонија во Скопје, или Џоле, како што ние го велиме, Џоле Војновиќ, наш гостин. Овде почитувани завршуваме. Благодарност до нашите пријатели од Форманова, formanova.com.mk. Посетете го нивниот продажен салон во комплексот Годел. Бизнис муавети на Фактор МК гледате повторно за 7 дена. Од мене, довидување.